Заев и Мицковски го ослободија насуканиот брод од Суетскиот канал, наречен македонска политичка сцена. Македонија може да продолжи да плови низ сериозниот проблем кој го создава ова пандемија. Македонските граѓани може да продолжат да одат да се вакцинираат во Бугарија се додека не почне масовната вакцинација. А таа е масовна со само 23.000 вакцини поделени на 2 дози, ќе дојде дека масовната вакцинација во Македонија ќе изнесува 12.000 граѓани. Во исто време се уште не се одзваа на нашите повици од вчера наркобосовите од Грчец да се јават во нашето радио и да ја кажат својата страна, а и таму ситуацијата во борбата со корупцијата е се полоша и полоша. За се ова и за многу повеќе, мој гостин ово утро е Сотир Костов, политички аналитичар. Не ве навредува вака кога ви кажувам политички аналитичар? Не, зашто господин Златев? Затоа што во Македонија политичките аналитичари како печурки растат и се, знаете, има многу луѓе кои немаат никакво портфолио и кои ќе опраша што е овој, па политички аналитичар. Видите вака сега. Ајде да речеме, иако со многу убава метафора почнавте, браво, ме изненадевте многу позитивно, се надевам дека ќе имаме добар разговор и дека нешто ќе им се допадне на слушателите. А најпрво да ги поздравам вашите слушателите на Радио Лидер, на Лидер да му посака многу години, многу емисии и многу публика, тоа е слушатели. Со убава метафора почнавте, браво. Вака сега, морам да кажам многу кратко, 30 секунди. Значи, со аналитика и политичка се бавам од 91 година, од 90-та година, од првите избори, па потоа 94-та, па 96-та, па 98-та и така натаму. Јас сум еден вид old school, стара школа. Не сто да вие Facebook аналитичари. Не, видите, Facebook е прво стара нова генерација, ја ги респектирам и нив, но не ги респектирам оние што вие ги нарековте печуркиве, кои пред избори и по избори се јавуваат, пред избори за да насочуваат на погрешни насоки, а по избори доколку нивната опција победила, па да потврдат или има да се правда. Има една плејада на аналитичари кои немаат за одредени политички опции со години и години кажано некаква критика. Па видите, значи, дај нека им дадат партиска функција конично на треба да се замислат дали се политички аналитичари и зборот ми беше од дело и република сум почнал да пишувам колумни, да давам анализи, па потоа сум поминал во Време, па во Дневник, Нова Македонија, така да не можам ја да себе видам као печурка. Признавам, кога Македонија беше брутално нападната од иностраните недобронамерници и од домашните одродници, се враќам некаде 7-8 години во минатото, значи од шарените револуции, од разните пролеча или не знам какви. Овој пат оние пролетите во Азија и Африка годинава 10 години славим, само колку да знаете, а ништо не е променето. Малку повеќе отидов во десно со моите ставови, со моите ракурси, бев етикетиран као тежок ВМРО-вец, не се срамам од тоа да ви кажам, ВМРО е свето име, ВМРО е најубавиот префикс на една политичка партија што може да го има, а тоа е денешнова ДПМН. Мене искрено ДПМН поише ми се допаја. Добро, па ти си младо момче. Треба да одлучат сега ВМРО, тоа ме потсеќа на оние убиства, пресметки, револуции, знаете, мислам дека е дојдено ново време. Косто, вчера имавме едни преговори и помеѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Ја не сум политички аналитичар, новинар сум, но сепак она што можам да го проанализираме, веќе си земам за слобода да излеза малку од мојата професионалност, е дека после 8 години за прв пат се случи ВМРО ДПМН е било каде да седне и да победи на зелена маса. Зошто го велам тоа? Последен пат тоа се случи 2013, ако се сеќавате, кога преговараа со Бранко Црвенковски за тие локални избори, тогаш навистина Бранко се попушти и од тогаш па наваму со тие пржински пред тоа Бучковски. Да.
Но од 2013 па наваму со тие пржински договори, ванхойтевски договори, вакви договори, онакви договори, преговори, цело време ВМРО губеше. И цело време тие беа тие кои правеа остапки и сега за прв пат гледаме дека најголем дел од нивните барања мораше беше... Па не сите, ја не знам дали имаше други барања. Па не знам, се зборуваше дека барали експертска влада. Веројатно тоа не е. Мислам не е разговарано тоа, оноку колку што јас имам информации. Видите господин Златев, многу добро сте информирани, многу добро сте фокусирани, сте приметили и немој да се правдате дека не сте политички аналитичар. Да, по вокација вие сте новинар, но она што јас ве гледам во вашите настапи на медиумите, имате вие некоја маја политички аналитичар и немој да бегате од тоа. Аматер, јас сум почетник, па не сум сигурен дека сме аматери, аналитичар, да. Вака сега. Вчера се случи, јас би рекол, коперникарски пресврт во корист на ВМРО ДПМН. Од Пражино, тоа проклето Пражино, од тој проклет договор кој го накажа македонскиот устав, уставот на Република Македонија, тоа диво месо што се вгради во уставниот, политичкиот, правниот, економскиот и секако систем на Република Македонија, а некоја зла коп имаше ВМРО ДПМН, ке добиеше избори, немаше да освои власта. 2016. 2017 го притиснаа од сите страни, му фалсификува избори, молчи, ништо не кажа, а целата власт локално отиде на СДСМ и нивната бригада. Потоа се случи председателски избори, имаше едно заживување, за мене добиен прв круг, против една мокина власт со сите алатки, дозволени и недозволени. Вториот круг немање стратегија, ги изгуби изборите и така натаму. И доаѓам до последните избори, кои се невиден фалсификат, кои се институционален фалсификат. За 10 дена од печат ми излегува книгата Изборна корупција и аномија, победа по секоја цена. Тоа е еден феномен што го обработувам и ВМРО како да го најде начин како да вегетираше. Но тоа беше еден привид според мене, да не забораваме. Имаше прогон правополитички. Имаше неуставно затварање на дел од раководството. Имаше приведување спротив одредбите на деловникот и на уставот на пратеници. До ден денес ги оценуваат, ако сакате и лидерот, ако сакате и било кој од раководството, па некој им ги претворува и така натаму. ВМРО издржа, тоест се уште издржува една голема тортура. Може би најдобро и не се снајде во овие 3-4-5 години, но знаете како, никој пат не знаете кога и како ќе ви тргне, поготово кога карши себе имате нечесен противник. Еве за мене, а гледам сме истомисленици, се случи тоа вчера, кога Мицковски, да не речам директно од болница, дојде, му одржа лекција на Заев и главните две барања, видите, главните две барања, пописот зад кој стои здравјето на луѓето и животот на македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите и така натаму, го спаси, тоест го одложи, значи ќе немаме попис на пандемија, што ви рекол јас, и изборите ги одложија колку што ги одложија, предпоставувам ќе менуваат нешто во законот што не е добро според препораките на Венецијанска комисија, година дена пред избори да не се чачка, ама Македонија ко Македонија секој пат тоа се работи и еве тие победата. Но чачкањето во изборниот законник е тоа да нема два круга, туку кој победи во прв круг. Вака. Тоа е модел на избори. Ја пред себе рекол првин дали ќе го воведат она фингер прст. Тоа више го ветиле дека ќе го воведат. Не, оно е воведено, дали ќе биде на изборите? Дали ќе купате? Дали ќе купат? Ја имам една прилика да зборам со господин Даштевски и тој рече дека доколку се набават, ДИК е спремно да направи такви избори кои што доликуваат на европски стандарди. Значи за мене е тоа најбитно. Инаку за моделот на избори да ви кажам, не знам, можеби 3 емисии ќе ни се малку. Јас сум редок аналитичар, можеби единствен кој вака вели. До 98 два избори. Првите и вторите 94-та имавме мнозински систем. 98 имавме мешовит систем. 35 со пропорционален, останатите 85 со мнозински систем. Од 2002 после војната контролирана, неконтролирана и така натаму, имаме пропорционален систем, една
единица, 6 единици без прагови, него со Донтов метод. Факт е дека е улежен тој систем, факт е дека веќе има нус појави, ама треба да се симулира, треба да се истражува, треба да се види кој систем е најдобар, бидејќи средните и малите партии секој пат галама дека не се застапени. Не е точно. Тие се најзастапени во коалициите. За укинување на малите партии и тие да станат тој што се привезок на поголемите, односно двосе тросепка на песел, да станат одредени фракции во ВМРО ДПМН, например, си има, не знам, левата страна од организацијата, нека идат таму левица, во СДСМ нека отидат, како се вика, то ние на најчевска, во Гром исто треба да Громен... Ама дали сте приметили дека левите се во десната коалиција, десните се во левата коалиција? Бројте ги па ќе видите, значи имаме цела една турлитава. Него видите ја што предлагам? Ја предлагам 10 пратенички места за меѓународно кажано се вика малцинства, да не дел од народот, на босанскиот, влашкиот, вакалнак. Еви ти 10 сигурни места. Дозволи ти докажам. Останатото нека биде пример 25 со мнозински или ево 30 со мнозински, 25 со пропорционален, иако јас сум за мнозинскиот систем. Ево ги кажам зошто. Мнозинскиот систем носи стабилни влади. Пропорционалниот систем имаш нестабилни влади. Многу сте пристрасен, господин. Ајде, зошто сум пристрасен? Ја ви ги кажувам фактите. Сега ќе ви ги кажам фактите. На последните избори јас направив анализа со тие резултати, значи зборуваме со резултатите на последните избори. Ајде. Како би биле стајани во една изборна единица, како би биле стајани во мнозински модел, како би биле стајани во сите можни модели. Да. Знаете колку пратеници имаше ВМРО со мнозински модел минатите избори? Овие што ги изгуби. Ајде, кажете. Со мнозински модел ќе имаше негде 53 пратеници ВМРО да помогне. На овие резултати. А не, што ми кажувате? Не можам да ве сватам. Па ви кажувам фактите ви се окей, што ви кажувам дека ВМРО ДПМН е така многу ќе доминира во Македонија. Ќе се создаде политички дисбаланс. Видите ви кажам. На изгубени избори има, мислам, на изгубени по овој модел. Не знам како сте симулирале, бидејќи симулациите ако не ги направите у 5 до 7-8 варијанти, симулацијата нема да ви е вистината, а тоа токму го прават малите средните партии и особено албанскиот блок, кој едни велат 3 изборни единици, а едни велат една со или без праг. Не знам како, ама не зборувам мнозински модел со истите изборни единици. Што е лошо 53-55 пратеника ВМРО, па после 4 години можеби левиот блок ќе биде подобар, па тие да изберат. Ама не може, географски е пораспространето. Сега само победува во големите центри. Ке направиме ситуација како во Америка. Знаете, оној дисбаланс или во Турција, каде што во Турција, да речем, имаме ситуација каде што овие што се условно кажано кемалистите, опозицијата на Реджеп Тајип Ердоган, победува во сите големи градови. Победува во Измир, победува во Истанбул, победува во оние места каде што живее најзбиено население, има најмногу население. А Ердоган победува во цела држава во оние рурални области. А што има тука лошо? Значи, тоа е расположба, тоа е перцепција на избирачите, на крајот на краиштата, волјата на избирачите, доколку изборите се фер, демократски и слободни и респектибилни, онај четвртиот што него воведе Европска унија, ние тоа не треба многу да не занимава нас, единствено кога ќе анализираме каде кој политички субјект победил и да ги бараме причините зошто е таква изборната мапа. Па мора некој да победи. Мора некој да победи, но одредени граѓани од одредени средини се склони кон гласање за одредена идеологија и така ќе се создаде поголема подела. Вие мислите, има во Македонија политичка идеологија? Не, политичка опција. Да, политичка опција, да. Кон одредена, например, земјоделците секогаш повеќе во историјата гласале за ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО навистина им помогнало на земјоделците. Еве јас сум од земјоделска фамилија. Во време на СДС мојата фамилија никогаш не добила ништо. Кога било ВМРО? Па синоќа ги слушав сточарите. Па еве и сега не добиват никој ништо. Пред тоа беа тутонарите, пред тоа беа лозарите. Синоќа на телевизија ги гледав сточарите, не им биле дадени од 2018, значи пред 3 години, како 18, 19, 20, 21,
21 да не ја рачунаме, 3 години субвенциите. Но затоа пак, ако бев ја од фамилија која увезува нафта у Македонија, тогаш СДС ми беше на вистина опција, затоа што... А марихуана ако произведувате? Или ако бев од олигархиска фамилија. Па и сега и тие се луѓе, тие имаат право на глас. Не може да ги одземете или не знам од валјда не консултантски. Да, имаат право на глас, ама за тие Путин системот. Прво ќе вратат на државата, па после што ќе остане за нив, нека терат. Олигарсите и на Путин системот ја уништија Македонија 2004-2008 година. Добро, ево, може би треба да се вратиме на вчерашниот ден. Лично мислам, видите вака господин Златев, лично мислам вчера видовме два лидера, тет-а-тет, но Мицкоски не беше сам. Мицкоски, според мене, реков, неле, јас сум стара школа, имаше 120.000 души македонци со него, од причина што, тој што го критикувавме, тоа собирање подписи на нелегален начин, не нелегален начин, не според законот и уставот, ја мислам вчера Мицкоски го материализираше во интересот на граѓаните на Република Македонија. Но, знаете, пред фактите боговите молчат. Факт е дека тој... А па факт е дека Заев и не е бог. И да е бог, тој е лажен бог. И вчера му беше тесно. Салата голема, широка, масата убава, добро, зелена, како рековте вие, на зелена маса. И еве ти 20-0 со кошакарски речник за Мицкоски. Само уште еден доказ на теоријата на Кристофер Хиченс дека Бог не е голем. Инаку, што се однесува... А Ничев како велеше, Бог е мртов? Па на крај и Бог му рече Ниче, мртов и денес го нема нигде. Просто знаете, разговаравме вчера со одредени колеги кои забележуваат дека по излегувањето од изолација, од оваа тешка битка со COVID-19, господинот Мицкоски некако изгледа различно. И гласот го примитив. Бојата види, знаете, изгледа различно, тоа е прво, а второ исто така интересно е што гласот, да, веројатно бил со тој вирус го поминал, се изборил со него, тоа ќе ви донесе одредени последици, приметив, дека и малку ослабен, сигурно била тешка таа битка со COVID-19 и добро е, на секого му го посакувам истото да излезе посилен од сето тоа. Но она што го приметив е и изменет став на држење, зборувам говор на тело, изменета дикција, изменета интонација при говорењето после таа пресконференција и многу ме потсети на Киро Глигоров. Мене не ме потсети на Киро Глигоров, ама добро, тоа е асоциација со кого го врзуваме позитивниот сегашниот политичар од нашата историја и до негде се согласувам со вас. Тоа е она што сакам да кажам, Златко. А исто така приметив многу поголема самодоверба кај господин. Вака сега. Нема да се повторувам, се што кажавте во симптомите или во како визуелно и содржински сте го перцепирале вчера Мицкоски, јас ке се согласам. Но, ајде сега малку да анализираме, додека тој се бореше за своето здравје и за својот живот, да видиме што му се случи нему во негово отсуство. Сакам да ви кажам на еден начин, тој излегна посилен, како се вели она, тоа што не може да те убие, ќе те зајакне, ќе те направи посилен, помоќен, повлијателен. Додека тој лежеше, се бореше за својот живот, му се случија две работи. Мериотовци сакаа да го сменат и да му одржат конгрес, а Заев, после триумфалната победа во собрание, што мислам дека шахмат им направи на ВМРО-ците, на ВМРО-ДПМН, она гласање на доверба, на многу, нека ми простат слушатели, нема коштаплерски, политички некоректен начин им рече, ајде да правиме широка коалиција, национален спас или не знам каква влада, ама СДСМ и ВМРО, ама без Мицкоски. Видите, Златев, тоа е мешање во туѓиот табор, во таборот на противникот, каде е тука джентлменското политичко однесување и така натаму и така натаму. Мицкоски... Во Македонија одамна сме завршиле... Добро, ама пазете, човекот е во болничка постела, сега тука малку оној социјален, оној хуман аспект, јас го кажувам. Мицкоски, ја не сакам да се ставам во негова кожа, како сето тоа го преживувал, сигурно имал контакти со јавноста, во болничката постела. Излегува, сега видите што случува сега. Империјата го враќа ударот, ја имам намера да кажам, од оној филмот. Значи, излегува
даде прво една кратка изјава. Не Джордж Лукас на Македонија режисер, Тарантино или некој таков. Не, уште немаме крвишта, не е Тарантино, немаме крвишта и не може да имаме. Излегува и се држи оно што вие кажувате. Па види сега, Мицкоски е релативно млад политичар, очигледно доживеал некоја трансформација, не сакам да звучам патетично, ама во борбата за живот и за здравје, очигледно превреднувал некои вредности, некои принципи, начин на однесување, а пред себе рекол начин на размислување и approach, ние во Згоплација велиме, на приод на работите. Излегна смирен, со сменен, да не се повторувам, и победи. Ако нема триумфализам, браво, нека се воздржи ВМРО. Ама политичкиот противник го откажа од пописа, велеа попис мора да има. Али Ахмети и другите ги кажува, веќе и процентите и бројките ги кажува. Така. Избори. Сега ги видов вчера, Насер Салмани коментираше поранешниот новинар и председател на Сдруженијето на новинари. Жестока дискусија беа, таа четворка ги гледав. Не, јас го гледав на Facebook. Ја на 20 кец. Каде што велеше дека ова што го прават Заев и Мицковски е лошо и дека тие работат за Белград, наводно, и дека ќе следува одложување дури во септември, па тогаш ќе рече ќе правиме предвремени избори. Тоа е вториот аспект на вчерашната средба. Принципилно имам примедба до Заев, не до Мицковски. На средбата требаше да биде албанскиот блок, да се договори. Ако сакате, требаше да биде сите парламентарни партии, ама не сите по број, него представниците на коалициите и посебните партии. Требаше да биде и најмалата левица. Принципиално. Тоа е власта, тоа е политичкиот репрезент во највисокото тело Собранието на Република Македонија во парламентарниот дом. Ги немаше. Видите сега, ај Мицко што однесе 3-0 фудбалски или Мицковски, пардон, или 20-0 кошакарски речни кажано, тој му направи проблем во коалициониот двор на Заев. Сега предвидувам уште во текот на денешниот ден, ќе има проблеми со коалиционите партнери, бидејќи ако Џафери го следите вчера што кажуваше 10 пати точно повтори, има устав, има закон, сега им текнува за уставот и за законот, не можело тоа така, сакал да виде пред него предлог на закон за попис, одлагање за избори за ова зона. Значи, сепак Заев притиснат од фактите и аргументите на ВМРО ДПМН, да бидеме искрени, дали победува ќе треба да брани таа одлука. Но дали победија фактите и аргументите или победи меѓународниот фактор кој овој пат одлучи да застане зад Христијан Мицкоски? Не, ме фаќаш кај што сум најтенок или најјак. Ја меѓународниот фактор припаѓам на групата аналитичари, многу сме малку, кои сакаме влијанието на меѓународниот фактор да го минимизираме, да го отстраниме не можеме, ама еве да го направиме маргинално. До кога бе Златев? До кога нам Калето ќе ни ги бира премиерите? Па се до моментот кога ние сме до кога Стивенсови ќе ни прават и сега може да ви кажам една работа. Ајде појле. Факт е дека меѓународниот фактор се замеша при носењето на Зоран Заев на власт. Тоа човек да го негира треба да има. Па губитник на избори го направи победник. Но исто така факт е дека тие му дадоа на Заев одврзани раце да спроведе одредени реформи во нашата земја, кои тие ги смета. Кажете ми една реформа што е завршена. Само секунда. Се извинувам. Но, наместо да ги спроведе тие реформи и тие идејни определби кои му ги дадоа, него тој се даде себе си на крадење, на корупција, но и нарушувајќи на криминален дисбаланс на планетата Земја, па Македонија стана одреден центар за трговија на дрога, што сериозните служби, сериозните земји го забележуваат. Ако ние не го забележуваме од Скопје, тоа што се случува затоа што сме во самата жижа, тие однадвор многу подобро од нас може да ги најдат каналите. Па оној ден забележавме. Ловиш наркобосови, тие ти бега, токму така. А ги фаќаш уличните делеви. Ќе се вратиме на тоа. Ајде. И на крај меѓународниот фактор свати, виде во изминатите 4 години дека тоа што тие го финансира, го помогна и го, нели,
етаблираа како власт во Македонија не функционира и сега одлучија да речат вака веќе не може. Како? Во овој случај ја поддржаа опозицијата. Добро. Му дадоа, како да кажам, ветар во грб на Мицковски на 3 дена пред преговорите, тој се слушна. Сега некој ќе збори, ама Палмер. Палмер е небитен заметник на помошникот, па назад 30 години заменик на помошникот не води овде. А Хојтли 65-тиот заменик на 170-тиот. Кој ти беше едно ниво под Палмер. Повеќе ниво. 2 нивоа под Палмер. Кој сепак. И сега имаме една ситуација Костов каде што за прв пат меѓународната заедница вика чекај, заев сега нема веќе ние ти да бидеш нашето разгалено детиште кое сега за промената на името треба да го наградиме со апсолутна власт. Види Златар, анализата ти е многу добра, а нешто ме тера да не ти ја прифатам целосно. Еве ќе ти кажам зошто. А ти ја кажуваш реалноста. Можеби малку јас сум романтичар, можеби малку јас сум идеалист и со право ќе го признавам тоа, се знае реалистите се малку подсврсто стојат на своите нозе и во секојдневниот живот, но еве зошто. Ја вчера видов ветер во грб од 120.000 потписи на народот и како Мицковски да се залагаше за граѓаните, за нивното здравје, по секоја цена пописот да се одложи, бидејќи постоеше опасност попис на пандемија да не се случи. Па сега вака, време е народот да му врати на господинот Христијан Мицковски, на професорот. Ако тој се залагаше за здравјето, ако тој носеше преку Љубљана и Будимпешта, кога беа потребни, не знам, маски, не знам, ракавици. Ви уште верувате дека народот носи власт во оваа? Не, ја морам да верувам. Види, свате, затоа ти реков, ти си можеби реалистот, ја морам да верувам дека мојот народ ќе ја избере следната власт, ја морам да верувам дека следниот премиер ќе ја избере мојот народ, бидејќи ќе ја нема Македонија. Вие гледајте сега што заговараат. Вчера тој Џамбаски, да не кажам што, дипломатски еврошляме он човече. Ова го кажувам и се надевам нема да ми се налутите во вашиот медиум што го кажам, видејќи фактите се на моја страна. Ке не немало скоро, ке не поделиле тие. Па ти ли се бре евро пратеник, бре, ти се молам. Значи вака се. Значи ја морам вака да верувам. Јас сум човек со 5 деца и 2 внучиња. Околу овој еврошлям. Ајде. Не е тоа еврошлям, тоа е фашистички. Наци, фаци, јас сум им кажал, мојата изрека, не знам дали ја знаете. Наци, фаци од Бугарија. Господинот Џамбаски зборува таму за некакво бугарско малцинство во Македонија. Го има. Еве Златев го има. Не, Бугарија има многу наскоро избори, истите избори за кои е направено тоа видео. Во Македонија нема пријавено повеќе од 300 гласачи. Ако има бугари во Македонија кои се чувствуваат како бугари, независно колку илјади таму пасоши имаат земено тие бугари, тие ако се чувствуваат како бугари ќе отидат во амбасадата, ќе отидат во амбасадата и ќе гласаат за Ангел Џамбаски, големиот бугари. Но тие луѓе не одат затоа што ниф име гајле за Бугарија, тие земале бугарски пасош за да бидат по Швајцарија, Италија, Англија, Франција, Германија. И тука ги имам некој. Добар дел ги имам. Да, ги имам. Едноставно сакам да имам резерва пасош, зашто да немам? Многу размислуваат така, јас не размислувам така. Сега. Ние сме виновни. Ние треба да ги организираме сите македонци со бугарски пасоши, да основаме промакедонска партија во Бугарија и да им го хакнеме изборниот систем, да им влеземе на сред Софија со 10. Што е разликата? Вие младите сте многу напредни, имате гениални идеи, ова без иронија го кажувам, што ево мене не би ми текнало на тој начин. Наместо ја да седнам да се расправам со тоа дали Џамбаски рекол вака, ја му влегувам у собрание и му викам добар ден Џамбаски, сега ќе признаеш македонско малцинство, ако сакаш да ти помине закон за не знам што. Види, го има албанците вака размислуваат како мене. Па они ни го направија тоа. Ја им честитам на албанците. Ја им честитам на албанците. Види, ја каква една разлика ќе направам преку ковидот што ни се случува. Бугарите натепаа 90.000 македонци бугари, ама вака велеа, пишете дедот и прадедот е бугарин таму и таму роден. Се види србите што ни прават. Србите без да не условуват, прво ни дадоа вакцини ковидо, а нашите месеци половина 3000 вакцини не можат да вакцинират, да ги спроведат. Ајде, во Ниш, Врање, Белград имаше едно стампедо на македонци,
каде што имаше новинари, каде што имаше бизнисмени, каде што имаше и доктори ве видовме, отидоа и се вакцинираа. Ја колку знам, нашите северни соседи не ни побараа некој услов. Тоа е разликата. Иди, не сум ја некој заљубен во Србите, и тие историски ни правеле многу джеви. Моментално се многу покоректни. Моментално тој напаѓаниот председател на Република Србија, како би успевал секаде да набави вакцини? Не ми е јасно. Што е разликата меѓу него и Заев? Не ми е јасно. Заев и министерот Филипче не успеа ни една вакцина да набават. Имаме, еве вчера дојдоа Ковакс и го видовме тој срам дипломатски, значи тоа куклен театар. Јас сега ќе бидам сите дипломати реален. Доколку министер за здравство беше оној, се сеќавате што се пукаше со граничарите, цигари што шверцуваше од Новосело градоначалник. Да, Малборо. Боро Малборо, да. Доколку ќе набавеше Боро Малборо. Браво. Сега ќе бевме далеку повакцинирана земја отколку со Венко Филипче. Така што тој бизнисмен човек, трговец. Тој ќе отиде и ќе рече дај бе, пушти, направи. Знаеш, овие се Венко Филипче едноставно е таму каде што е, затоа што човекот му носи профит. Едноставно е таму каде што е. Тој прво требаше да набави ракавици, скафандери и сите помагала да не заштити. Не заштити. Персоналот, здравствен, докторите, нели приметувате во последните 7 дена глас дигнаа докторите. 3 доктори во еден медиум, во едно студио ја кажаа правата слика. Една докторка, докторите се од Скопје, една докторка од Велес и една докторка, имињата да не им ги кажувам, која го испратила сопругот во Белград да се вакцинира. И пазите што вели, ќе ви кажам во очи, вие сте неспособни, и ми вика, дајте ми и отказ ако сакате. Па Златев, јас тоа го чекав. Кога пред 4-5 години ние протестиравме, кога го браневме референдумот, кога пред собрание името го браневме, и кога не тепаа, ја го чекав тоа да стравот од луѓето после тепањето замине. Јас сега го гледам тоа и сега пак ќе ми речеш дека сум некој си идеалист. Ја очекувам македонската револуција да започне со локалните избори. Значи, македонците да си го вратат своето. Оно што 2017 на нефер начин беше одземано од најмакедонската партија ВМРО ДПМН, сега да и припадне. Дали се они спремни, дали се они организирани, дали они имаат ресурси, се уште не сум анализирал, ама тој резултат, 5 на 65, што би рекол јас, мислам општини во корист на СДСМ, не иде. Јас вообичаено кога бев мали, кога игравме на 2 голчиња, тоа беше многу на малку. Така да. Ќе прочитаме на вест од ова утро. Ајде. Морам да ја прочитам и да ги повикам колегите од Lider.ma каде ја споделат со слика од човекот за кој се зборува. Фирмата Брачна игра на Игор Џамбазов 469 дена не вратила ниту една рата од кредитот во Евростандард банка. Фирмата Брачна игра Доел во собственост и управување на Игор Џамбазов, познат шоумен во нашата држава, е една од фирмите кои земале ненаплатлив кредит од Евростандард банка. Според извештајот на банката од стечајниот управник Душко Тодевски, оваа фирма нема платено ниту една рата 469 дена пред затворањето на банката, односно од 2019 година, се вели во денешното соопштение од Сдруженијето на оштетените штедачи. Сакаш мој коментар? Ете, и Игор Џамбазов. Да, ама Игор Џамбазов ја имат сумата да ја видиме. За да споредиме со десетина фирми од Струмица, пази, Фокус во една општина, од Струмица, кои зеле кредит пред ликвидирање на банката, а не врателе ниту една рата. Барем да почнеле. Па да споредиме тие, се вели дека се од прилика меѓу на 15 и 25 милиона евра, и да видиме Игор Џамбазов колку зел. Не го оправдувам, ако е така Игор Џамбазов. Ама он е, знаеш како, он е една игла во сено или една капка во море. А овие што види Златев, имам информации дека за 2 до 3 недели во Македонија ќе дојде многу висока делегација која ќе го чешла банкарскиот систем. Имам информација дека може да ни се случи да дојде во опасност нашата надворешно трговинска
комуникација од причина што веќе Европската светска банка се сомнева дека големо ниво на перење на пари има во Македонија. Но живи били да видиме, се надевам дека така нема да испадне, не посакувам, но информациите ми се точни од причина што и владата и сите министерства негираа присуство на еден човек во изминатите 10 на 15 дена во Македонија. Вие сте поранешен обвинител. Да. И тоа не од време на демократијата, туку од време на комунизмот. Социјализмот. На социјализмот и на социјалистичкото самоуправување. Да, јас би го употребил тој термин. Повелете. Вас ви имаат вака пробиено акции као на Русковска у Грчет, што ја пробија. Не случај. Нам друго не се има случувано, ако има време ќе го објаснам. Секој пат кога систематски сме ги обработувале предметите, а тоа е комунистички директори кога ги затваравме. Еве, Кочани, пример, за Оризот, имаше еден во болницата гинеколог кој правеше бејле во домашни услови, малолетнички абортираше и така натаму, да не ја враќам историјата 40 години назад. Акциите не беа прекрасни. Полицијата не беше полиција, милиција беше. Значи, ке дојде, ке го избере обвинителот, повеќе сме заменици, на кој му верува, ке го замоли можеме ли да завршиме работата. Во 99% сме ја завршувале работата. Мене лично еднаш ми се случи јас да го притворам директорот, утврдента да го видам на слобода, ама тогаш беше системот поинаков. 3 дена во полиција, следните решение во истражен затвор во Штип. Кога проверив кој, председателот на собранието и началникот на полицијата кумовска врска проработиле, го ослободиле. Ја отидов, реагирав кај обвинителот и тоа беше една од 5-6 причини кога ја подоцна, година-две ја напуштив обвинителската служба. Но ви тврдам, ефикасноста на обвинителите во социјализмот, комунизмот, знаете што? Не се мери со ова. Па немојте со имиња да ви ги споменувам, значи, од Асамбелски, од Ѓурков, од Биковски, од Равњак, со сите врвни обвинители, значи и републички, и заменик републички, и сегашни виши, а тогаш околиски сум работел, и локални, тоа не знаете што, обвинител, да ми просто слушателите пред него стоиш, има се помошеш. Тоа беше обвинител. А Русковска, која колегите своји низгаки сака да ги тресе, го употребувам незиниот збор, иначе правилниот збор е килоти. Што очекувате од таква обвинителка? Русковска, која и Бега Мијалков наплатува на Орце, не го бранам Орце Камчев, наплатува на Орце Камчев со камата, без потреба го пика во затвор, а пазите сега, наркобосови од 2-3 држави, овде, кои хараат низ скопските улици и македонските градови, и бегаат. Нема дрога, нема пари, телефони, фативме неколку илјади евра, не бе, кај се наркобосовите? Кај се наркобосовите? И се каде е Ана Батука, јас да ве прашам. Каде се белешките на Ана Батука? Оставка за Спасовски, оставка за Русковска, малку и повисоко Јовевски, и Ана Б да расформира. Ана Б работи против македонците, а ги штити наркобосовите странски и домашни. Не, таква Ана Б не ни треба. Извинite, прекинем. Интересна е оваа ситуација и говори за одреден конфликт унутар система, односно ова унутар система беше да, израз класичен. Видовме една ситуација во која отворено Вилма Русковска ја нападна полицијата, а со тоа е Оливер Спасовски. А следниот ден кога ние почнавме да објавуваме фотографии од тоа кој се седел со овие наркобосови, и имаше една од Стево Пендаровски слика, нели, со двајца, односно еден од нив, другиот не знаеме кој лице, и Стево Пендаровски одма жестоко реагираше, вели, јас тие луѓе не ги познам, во кампања сум бил, сакале да се сликаат со мене, сите се сликале во кампања. Гласом ви го носеле, јас ке кажам јавно. Да, но вели, а дека не ги познам, доказ е тоа дека јас не седам, туку стојам со нив. Сега во исто време на другите слики кој седи со нив? Седи, значи аналогија. По аналогија. Да, но кој седи со нив? Седи Оливер Спасовски, седи Драган Николич, генерален секретар во
во овакво што е во Министерството за одбрана седи Вице Заев, седи, како се викаше, директорот на некој државниот естаблишмент, државниот, и седи Сале, овој што е собственикот на локал во Скопје, со прекарот му е подложен на казна од Совет за радиодифузија. Сега, седат една навистина интересна естаблишментска екипа, да, композит, би рекол фрле. Да, и јас би рекол тоа е кремот на нашето општество и идеолозите на капо ди тути капи. Да, новата социјалдемократија, затоа што новиот пат, нели, Тони Блер, како се викаше идеологот, негов го заборавив, само секунда, новиот пат, кога Гиденс. Ентони Гиденс, да. Новиот пат, ви благодарам што ме подсетивте, новиот пат на Ентони Гиденс не профункционира, така што веројатно сега ќе ни треба Шеваљ да смислим нова идеологија во социјалдемократијата на планетарно ниво. Убаво ме насмеа. Види, ај вака да кажам, ќе бидам малку остар. Да беше ова Италија од 70-тите години. Еве што ќе се случише. Некој храбар обвинител со боуз, да ми простат слушателите, јајца, ќе направеше екипа во организираниот криминал, значи обвинителството за организиран криминал. Тајна екипа со извршители, ама не од СЈО, корумпираните. И ќе отвореше, пази сега, видео листата, ќе отвореше таен на истрага за Заев, за Спасовски и да не ги бројам. Сите кои биле со овие дилери. И кога ќе созреат условите, доколку созреат, доколку факти, аргументи, докази се набави, сите ќе бидат поапсени. Додека такво нешто не се случи кај нас, ние ќе имаме топло, ладно, што беше со Мијалков, тенденцијазно притварање. Судењето ќе каже колку Орце Камчев сторил кривични дела или не за Орце Камчев. Ќе имаме премиерот кој 11 години Македонија економски одржуваше, ќе ни биде во Будимпешта, а неговите најдобри пријатели ќе ги малтретираат во притвори, кукни притвори и така натаму и така натаму. Мора тоа еднаш да ни се случи. Мислам дека не е далеку времето, да ви кажам. Знаете како? Кој викаше дека толку брзо по смртта на Тито ќе се распадне Југославија? Никој. Еве сега храбро ќе земам, иако ме викаат мене груевист. Кој мислеше дека Груевски ќе падне после Пржено? Никој. Победи на избори, човекот падна. Па извини господине Заев, деновите ви се избројени. Ја би сакал да бидам еден од тие што ќе бројат. Не, бројат повеќе луѓе ангажирани. Ево ја вака, као малку повеќе години, нешто повеќе искуство, се дрзнувам вака директно да кажам, што може би не е коректно, не е коректно. Ви отворете аналитичарската кристална топка и сакаме ние да чуеме кога ќе падне Зоран Заев. Да имам информации, ај не инсайдерски, ама блиску до, се вели до владата, а ова е блиску до ВМРО ДПМН, како стојат со ресурси луѓе, пари и организација време, ќе ви кажам дека тоа ќе почне веќе на локалните избори. Ама да бидам искрен, немам информација. Се бавам сега со нешто друго, експериментирам, еве покушавам ја на стари години да бидам новинар, налбат новинар, ја би рекол гуштер новинар, и немам информации. Ако тоа ниво на организираност кај опозиционата партија, ама не е само опозиционата, гледам алтернатива се добро организирани, гледам левица го дига гласот, лично мислам ударот прв ќе му биде зададен на Заев на локални избори. Добар кандидат за Скопје, кадровската политика ќе речи се. Добар кандидат за Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Велес, Штип, Гевгелија. Добри кандидати, еве ги победете на изборите, другите да не ги споменувам градови. Ќе се добијат. Тоа нели се доби, го немаш буревесникот за парламентарни избори, нема да предизвикаш предвремени. Иако, за мене, условите се созрели за предвремени избори, со ова што ни се случува изминативија година дена. Го познават, вие сте експерт за кампањи, го познавате добро Кавадарци. Да. Јас сум од таму, или се малку се... Ја бевте од Неготинови? Од Кавадарци. Ова не сум го знал. Од Кавадарци. Ја по мајка сум кавадарчанец, да знаеш. Да? Да. А тоа е врската со Кавадарци. Така? Не сум го знаел. Да.
Цела моја фамилија по мајчина линија во Кавадарци. Не сум го Да, мојата тетка ти била учителка. Ајде, после емисијата ќе збориме. Да, ќе разговараме. Кавадарци има една интересна ситуација, тоа е дека таму има еден градоначалник кој е навистина добар градоначалник, тоа е Митко Јанчев, го смени градот, го направи навистина да изгледа поубаво, но од друга страна тоа е градоначалник кој политички се помалку прифатлив за ВМРО ДПМ, некој претходно го кандидира. А зошто? Затоа што сака да влегува во високи политики, но очигледно дека нема ниту талент, ниту знаење, ниту познавање, ниту можности тоа да го направи. И можно е дури да очекуваме дека ВМРО ДПМ него нема да го кандидираат. Не би знаел да предвидам. Ја имам друга стратегија доколку работам во овие избори, ќе ја зачувам, ја можам само да го кажам едно од четирите, главната стратегија на останатите други три подстратегии, а тоа е биди вода. Па сега не знам дали ти асоцираш зошто е биди вода за Кавадарци. Да те подсетам? Шанка, Изворска и така натаму. Да. И ја имам спремна стратегија таму ВМРО да победи. Но немам намера да му се мешам на ВМРО. Прво ВМРО треба да си ги среди работите во своите редови, гледам полека ги средува. Мериотовци веќе се маргинализирани. Пред 3 емисии таму кај што јас правам емисија на Infomax.mk реков не 2 конгреса, еден конгрес, едниот ќе биде нештатутарен, не може да го се и така натаму. И се враќаме на кадрската политика. Ако се избере добар кандидат, ја мислам, ВМРО да помоне, не може да не победи во Кавадарци, бидејќи во Кавадарци СДС релативно не стои добро, да ви кажам. Тоа го знам како дишат, сум ги гледал на неколку избори од времето на Панчо Минов, од локални избори 2000 година, кога тој не победи и СДС и коалицијата каде јас што припаѓам во алтернативна ВМРО. Јас сум цела легенда, енциклопедија за изборите, ама многу е рано. Прво, ВМРО ДПМ треба да се престрои кадровски, да се ги најде 15-20 јаки кандидати, Скопје и овие градови што ви кажав, тоа е знак дека победува и на парламентарните избори, ако победи на локалните избори. Ја посакувам да се случи тоа, бидејќи им треба нова свежина и да се врати политичката партија која економски ја држеше Македонија 11 години, ја развиваше, ама да не забораваме името не се смени, господине Златев тогаш. Па за тоа падна од власт, што не ќе да го менуваат името. Па сега да го сменеа името сега ќе беа. Сигурно си го право да се уште на власт. Да. Само и немаше да трпиме вакви понижувања, да ни терат, да уценуваат пратеници, да не ја почитуваат волјата на граѓаните изразена. Ама тоа ќе се врати, фактурите веќе се дојдени за наплата. Не се знае моментот кога ќе бидат наплатени. Какво враќање? Ќе им биде вратено на тие што ни го узурпира волјата. Да, ја мислам името ќе го враќате. Не, името ќе се врати, еве сега ќе ти кажам. Ако дојде генерација политичари храбри, кои вака ќе речат, ќе отидат во Брисел и ќе речат, ги прекинуваме преговорите со Бугарија од тие причини, не знам дали имаме доволно време во емисијата да ги даваме. Имаме. Вака. Бидејќи испорачавме ние гледаност, која имаме гледаност, имаме и време. Браво. Тоа е новите медиумите на 21 век се конзумеристички настроени. Одлично. Нас не интересира само гледачот и колку подолго тој не гледа, толку подолго ќе озакува. Драго ми е и да имате 3 пати повеќе од денеска. Во следните емисии ви посакувам. Значи, вистински го мислам ова. Значи, вака. Испорачавме ние се што бараше од нас, безобразно преку Грција и преспа. Испорачавме. Зошто ова ни се случува? Значи, ние не имаме проблем со Бугарија, Златев. Ние имаме проблем со Брисел и ЕУ. Ние на Брисел и ЕУ ќе им кажеме, прекинуваме со бугарите, додека не ги спроведат европските принципи што ги пишува во сите акти, те молам, ваши. А ќе додадеме мангутски. Сега објавуваме дека од денеска не ги спроведуваме понатаму одредбите на Преспанскиот договор, бидејќи ја гледаме врската меѓу Грција и Бугарија, содржана во стратегијата од 2006-2007 заедничка како да ја нападнат Македонија, едните да ја земат историјата, името, другите нација. И нас Брисел ќе речат важи. Не, чекај. Ама не, и што ќе? Сме во НАТО, кој ја не го сакам. НАТО зликовци се тоа. Србите ги бомбардираат, деца гинеа. Сме, не може да не вратат. Ја не сум Турција колку години е во НАТО, не ја сакаат, не ја враќаат. Значи треба малку храбро да размислуваат нашите лидери, државници, не само политичари. Ќе се останеме во НАТО. Не може да не напаѓа, пази сега, Бугарија, Џамбаски тоа се заканува. Ќе не немало. Албанија не може, Косово не може,
за грците па и не изразиле желба. Они сака само авионите да не надлетуваат по татко влав од Крушево, да. Со Чанчалец. Вие треба природно да бидете кон Грција настроен. Ние тука ме удираш во нашата компанија, жила куцавица во нервот. Во нашата компанија овде властите се негде околу 37% нешто овде? Да, слично е како со ова, како се вика, со судството. Да. Во судството, основен суд Скопје 1 и радио лидери имаат иста процентажа на власи ангажирано, овакво, и тоа е таа сива еминенција во нашата земја. Злате, не можам да те исполнам желбата, сега ти кажам зашто, за грците. Јас само ќе ти го Монтеске ќе ти го рецитирам, ќе ти го спомнам, кој вели: грците се најзлобните луѓе на свет, а бугарите најпростите. Ја вака додавам: грчките политичари и бугарските политици. Народот не е крив. Со народот си неаме многу некои закачки. Не можам да сум со луѓе кои се и прости, и злобни, рицинус на македонците ставаат во устата и во системот за варење. Значи, тие луѓе нокти кинеа, тие луѓе уништија генерација македонци. Не, такви луѓе не сакам, Господ ни ги дал за соседи, како соседи ќе ги почитувам, доволно им е, нека им летаат авионите над нас, на еден начин тоа се натови авиони. А дружба со нив, сакаш нешто интимно да ти кажам? До 95-та година одев, можеби 155 пати сум бил во Грција. Од 95 до денес ниту еднаш не сум бил во Грција, нема ни да идам, само ради таа времена спогодба, само ради промена подоцна на името. Охрид ми е најубав бисер, да ти кажам, на одмор кога ќе стигнам. Сега поредко парички снемува, ама на одмор у Грција не сум бил. Едно од најубавите светски морења е. Беломорието е едно од најубавите. Одина е Влашки не одам таму, да ти кажам. Ја да ви кажам, не давам пари на Грција. Одам често во Грција. Нема проблем. Ти поинако размислуваш. Одам и на Света Гора, исто. Да. Одам по сите локали и можам да кажам дека споредбено со Охригани и задртите грци со македонска. Добро, сега го фаќаш угостителството. Тука сме слични сме, ама не го давам Охрид, ја да ти кажам. Нашиот бистер не го дава. Така? Да. Охрид, Преспа, ја открив Преспа после толку години, да ти кажам. Тоа е нешто лепота. Дојдам, се уште не сум стигнал да летувам таму, ама бидејќи децата ми израсна, инеш кога беа мали ги носев ради јодов за градиве и имам добри успомени од Дојра. Едноставно имаме планински туризам, имаме селски туризам и човече има да се на тоа се сконцентрираме, а грците нека чекат пари од друг, од сотир влавот, полувлавот, нема да добијат пари. Не добил никој од властите, Не сум познат како шкрт човек, да знаеш. Не, тоа е навистина. Бидејќи сум мелес. Тоа е навистина, нема никаква врска. Майкал центар на Македонија. Тоа е навистина еден стереотип кој нема никаква врска со реалност. Домаќини се, властите се домаќини. Тоа се сиви еминенции, ти си во право, да ти кажам. Не се земи го бизнисот. Не. Како бе, сите големи компании власти, сите банки власти. Знаете зашто е така? Многу добри бизнисмени. Не е многу добри бизнисмени туку, за да бидете добар бизнисмен, треба да бидете добар домаќин. Така, да. А за да бидете го кажав и ја тоа, така. А за да бидете добар домаќин, треба да ве воспитаат како добар домаќин. Од растури куќа не бива добар бизнисмен, ќе биде некое време, ќе направи некој подемала Буцо Лазов и после ќе осме снема. Затоа ја на стари години се смирив, се скраси. Еве сега видете. Ги познаваме сите влашки бизнисмени во Македонија. Еден од нив дека конзумира кокаин. Не. Сте чуле дека имал многу швалерки. Сте слушнале дека дивеел по скапи ресторани, плакал сметки од 70-80 евра. Нема таков пример. Тоа е на новопечените милионери. Видете ги овие други. Така што па некои деца завчера се тепале. Сега ако не ги смират, ќе биде втората генерација за во. Да, имавме таква ситуација со подмладокот. Ќе ги испуштиме од млади, а после ќе ни се кочеперат милионери и бизнисмени и политичари. Ќе сакат и партии да рушат и држава да рушат. Во наредниот период една од тезите дека меѓународниот фактор сериозно
затоа што де факто има ставено нели раце на судството и на обвинителството и тоа се гледа дека бара и ќе бара одговорност за владини функционери. Види, Она е тоа што јас го имам како некаков брифинг. Златев, сега ме враќаш пак во правната сфера, во јавно-обвинителската сфера, добро, ќе ти одговорам. Значи, секој, и да тргнем и она етикета и припадниците на ВМРО, на предишното раководство, на сегашното, на кој сакат нека се, кој сторил кривично дело. Ама, за кого во првична фаза има индиции? Па основи за сомневање, па основа на сомневање, па ќе најдат факти, па ќе најдат аргументи, па сите нив ќе ги преточат во докази, па ќе има добри вештачења, па сето тоа ќе биде процесуирано преку претходна постапка, истрага, преку пресудување, преку судење, просудување и донесување на обвинителна пресуда, нека си лега, јас велам, и нека го стигне заслужена казна. Ама, како некој си идеал под наводници, како некој си лажен стандард да осудиш 5 до 6 врвни политичари за да на Европа и покажеш дека овде владее правото, не, тоа не е владење на право. Сега, 2-3 реченици ќе ти кажам за правото. Основно прашање е кои вредности ги штити нашето право? Дали македонското право е и правда? Дали јус е јустум? Не. И македонското право е криво. Така, браво младиче. Браво младиче. Но проблемот е што? Значи, ја пак ќе кажам, јас сум реал политик, политик ориентиран. Значи, му викаат вака. Дечки, веќе не сакаме да слушаме приказни за ВМРО крадело, ова се дешавало, она се дешавало. Имате 10 случаи на висока корупција во вашата влада, сакаме да видиме човек во затвор. Еве ти го Рашковски, сега ќе ти го кажам, генералниот секретар нешто откриено, нешто не, море со брат му, море путерот, море се зборува поврзано со една адвокатска канцеларија, па исплата пари и така натаму, нека им поведат сметка, малку похрабри нека бидат за рекет. Не само да жртвуваат Ременска, таму е и Шекеринска и сите се умеше, таму е Заев умеше. Човек, вака рече Буки. Парите се кај Заев, рече и кај Вице. А дајте истражете го, ама обвинители, што правите? Значи, храброст малку треба, а не Заев што ќе им каже да работи. Може да очекуваме бура и да се апсат владини функционери? Ја не верувам во тоа, ама психологијата вака ми вели. Го имам во неколку колумни психолошки нацртано Заев, тој е човек кој работи по овој систем. Фазно се ослободува од луѓето околу него за да тој биде по негово вечен, а никој не е вечен, да остане подолго на власт. Ослободувајќи се од луѓето, ја мислам може да се случи нешто. Да го споредиме со Груевски. Груевски на овој начин не се ослободуваше од своите луѓе, ги ротираше, имаше добри економски резултати, добри инвестиции и така натаму, овој работи поинаку. Овој, право генералниот секретар го жртвуваше. Катица, му даде слобода, Златев, дали вие знаете, слободата на Заев е од Катица, оној првиот предмет со Верушевски. И ја жртвуваше. Боки, кој им беше селебрити, кои го гушкаа, се љубеа и си правеа сите обвинители. Сашо Мјалков го жртвуваше на крај. За него сакам да завршам. Но донесе промена на устав и на име, го жртвуваше. Да, но знаете кај е последната жртва е Орце. Заев. Добро, сега има теорија дека на другата страна е жртворце, но да не, и таму е. Бизнисмените, знаеш, се и ваму и таму. Има една ситуација во која мора да се детектира следното. Ако ја видиме првата влада на Зоран Заев, да, и оваа влада на Зоран Заев, во само 3 години, да, имаме 80% промени. Тие луѓе ги нема. Зошто е тоа така? Затоа што секој е заменлив во системот на Заев, освен Заев. Браво. Тоа е главнат. Кочо Ангјушев беше all-star playmaker. Го нема. Кочо Ангјушев ќе му биде многу тешко кога ќе дојде нова власт. Драган Тевдовски. Судар на интереси кај Кочо Ангјушев имаше на секој втор тендер. Драган Тевдовски, го паметам. Го нема. Не чув Драган Тевдовски. Не. Го нема. Штета е што го нема. Знаеш зашто го нема? Не му ја прифатија финансовата политика. Нина Трупер дојде. Која е биле Нина Трупер во економските, во фискалните Трупер. Пардон. Која е бре? Непозната бре човече. Сепак се работи за една се извинувам. Ама лапсус беше тоа. Несвесен лапсус.
Да, може, пошто некој навредува на социјалните мрежи. Немам намера. При такви професори и теоретичари и практичари, еден анонимус да ставиш за министер кој си ги повлече паринките од банката која пропадна. Не, тоа е за истражување. Пази, било морално. Каква морално, бре? Не е можно тоа, бре. Министер за финанси, еден Тевдовски тоа да го направи. Еве, тука ќе видите дека сум реален, а не ја бранам само ВМРО ДПМН. Тевдовски прекрасен професор. Ние го спомнав министер Ентони Гиденс, веројатно цела влада моментално и сите што биле во владата на Заев, едино Драги Тевдовски знае кој е тој човек. Не знам тоа. Он сигурно знае. Да, але искрено да верувате дека знае, да речеме, Оливер Спасовски кој е Ентони Гиденс. Не сум мислил сега ме наведуваш да мислам малку. Да, ја малку навлегувам во таа сфера, или дали да речеме оној, како се викаше за екологија министерот, знае кој е Ентони Гиденс или кој е, не знам. Чека, за екологија беше овој на ЛДП, професорот од Битола, па заменик, па нешто Жоро беше, сега и не знам. Не, ја друго би прашал. Ајде да ги броиме имената на министрите. Јас дека Коста Костадинов мисли дека Олоф Палме е масло некое за премачкување на тело Палме. Мене овде ми е убаво и друг пат да ми викате. Асоциациите што ги правиш лал да ти. Јас се обидувам риба сум хороскоп да влезам во психологијата на човек. Ја го жалам Костадин. Да ја земам сечија душа и сечи мозок во моето пакување и да така да ги... Во мојата работа за избори, со пратеници, кандидати за граначалници, советници и со лидери, сум спремал и лидери, и ја сум имал работа најмалку со 10 портпароли на високо, средно и ниско ниво, низ кои општините. Ја овој портпарол го жалам. Има нешто што портпаролот од морална причина не смее да го изговори. Овој дечкото говори све и свашта. Ја не може. А пази, од озгора на тога што би рекол Заев е и пратеник. Најдобар пример, негативен, како не треба да биде еден портпарол е Костадин Костадинов, е сега, прости ми господе, звание Манулачи. Ама тоа е тоа. Околу е Олаф Палме. Не, сега, добре. Или Олив. Олов, да. Што има ново ова утро, да видиме, почитувани слушатели. Друго нешто ново ова утро е кинескиот министер за одбрана во посета на Македонија. Да, го најавија, пред недела дена го најавија. Мене ме плаши ова. Ајде да кажи ми, не можам у момент. Кинеското влијание... Пресинг ми правиш и не можам да размислам. Кинеското влијание може да биде многу опасно за овој регион и за нашата земја. Знаеме, таму доаѓа еден тоталитарен режим. Економски се помоќен една... Знаете, не, говоревте вие, нели, за Соединетите Американски држави, за начинот нивен, за НАТО и така натаму. Да. Но немој да е ова чизма многу поопасно. Не, вака. Затоа што знаете, во право си. Имаш руска чизма, имаш кинеска чизма. Ја поинаку ги гледам работите. Кина е веќе економска сила number 1. Кина ги прави сите инфраструктурни зафати во Европа. Кина е омрзната, Кина е омилена. Кина го обновува патот на силата. Изгледа тука е безкомпромисна и мали државички како Македонија може веќе се еден вид или искористени или колатерална штета, а инаку се надевам ќе ме сватиш. Ја посакувам ние да сме офшор држава на Кина во Европа. Треба ли да го објаснувам? Одовде да се лиферуваат ова се веќе опасни звуци. Не. Значи, кинеските производи на легален начин. Еве ќе ти кажам. Авторитарен режим, знаеш ли кој е? United States of America. Немојте ве молам. Слушај го ова. Слушај го ова. Ова што го зборувате. Што извезува? Сад извезува демократија преку авиони. Ај вака нешто да ти кажам. Знаеш ли колку војни има направено Обама? 7. Ево, не ти испитувам. 7. 3 председатела земји ги Труман, Рузвелт и Буш немат заедно толку војни отворено. Па да го читаме Чомски. Значи, демократија извезуваат преку бомби, преку уништување на цивилизации. Тука ќе се закачиме. Уништија Иран.
Сам се уништи. Иран си направи исламска држава, сам што Персија... Ама гледа сликата голема, Злате. Значи, сите цивилизации, вклучително античко-македонската ја уништуваат, око не им трепка. И сега, кинезите се диктатура и автократија, а овие се демократи. Демократија 24 карати, Злате. Коста, те молам. Коста ве молам. Ма не мора се да се согласуваме. Ова за античка Македонија е спротивно од Преспанскиот договор. Кое немој да ми го ставаш под нос Преспанскиот договор е рамен на устав. Да. Значи, немојте да предизвикувате. Ние сме си словени. Ние сега, видете, ние античкава историја... Античкава историја ја изгубивме. Сега ние треба да се фатиме на римска историја. Јас за тоа... Македонија прима, Македонија секунда, Македонија терца... Италијани мислам дека нема да се замараат со тоа, пошто кој може со Римска империја да не замара? Италија може, Румунија може... Ке ги кажеме само царевите, што се од тука. Од тука и готово сите паѓаат. Ето за што сте се фатиле сега за Александар? На Цезар шо му фали? Значи, шо му фали на оној како се викаше на Јустинијан први? Зошто реформатор огромните џустиција од него дошло името на правдата. Ние имаме простор за маневра. Оне па е Наполеон со кодексот во историјата. Затоа ви велам. Цивилно право. Немојте толку да се оптоварувате со античка Македонија. Важи. Можем, имаме и други периоди. Те послушав, ама иронијата ти ја сватив, не се сеќавам. Не се откажувам ја така лесно од античка Македонија, бидејќи ја имам една крилатица. Словените не паднале од Марс, а античките македонци не пропаднале во земја. Ти си многу интелигентен момче, ти си многу добар новинар, се сваќаш. Види, не постојат чисти народи нигде на планетата, сите луѓе на планетата се одреден композит. Ја имам прено за себе истражување све и свашта, и Келт сум нашол внатре, и римски гени и така натаму. Но, која е суштината? Суштината е културата. Суштината е културата, односно тоа што ти низ твојата култура, семено воспитување и така натаму го провлекуваш. Е сега. Да речеме, античките македонци имале седмосмински такт, ние имаме седмосмински такт. Тоа не поврзува со колку си проучува. Словените имаат, да речеме, некоја култура на она што се нарекува носење на храна на гробовите, и ние носиме храна на гробовите, ако не утепаа од црква викање не носите. Тоа е пример. Песните и обредите не се од словенски, словенска култура. Така што не може, знаете, тоа па и грците, они се копи-пейст хелени. Жими, ајде да не кажам што. Не постои тоа. Такво нешто не постои. Кој грци, Златев? На планетата Земја. Ќе отвориме и отидовме одовде право во неделен брифинг вечер. Значи, пази, овие грци не се оние поранешните грци. Оние поранешните грци не се хелените. Не, и така дале. Они пак да речеме имаат еден континуитет. Менуваат јазик, менуваат национално, се менуваат. Но имаат еден континуитет, например, старогрчкиот и денешниот грчки се многу слични јазици. Да, ама не се исти. Не, ама не постојат исти, не може еден јазик да постои. Не, нашиот јазик 57 да пуштиш мтава. Да. 57 година, 56 година, значи зборуваме моите родители, вие сте биле роден која година? 57. 57. 60 година мтава Македонско радио да го пуштите и денес да ја пуштите нашата емисија, јазикот е толку различен, тоа е чудо. Некој е дошло, некој селјачишто од Кавадарци во Скопје, почнало да прави радио емисија, почнало да се прилагодува на литературниот јазик и го изменило. Сега ме подсети го рече селјачиште, моите најдобри двојца другари новинари во Скопје ми викаат: "Абе, селјак од Кочани ти дојде, не се научи културно да зборува." Не, јас сум еден. Викам, скопското е културно. Влијанието е тоа. И самото скопско, например, главниот проблем за македонскиот литературен јазик, барем за оној кој Блаже Коневски го заговараше, а ние денес не го говориме. Не го говорат, има луѓе што го говорат, Злате. 15 души во цела држава. Добро. Главната закана за тој јазик е скопскиот дијалект. Жаргон ја рекол. Руките, ногите. Да, руки и ноги. Костов, ти благодарам. Ми донесе некој работа. Да, чекат. Немој вака терористички ми се понашаш. Значи, таму кај што јас правам емисија, даваме книги, велиме создаваме. Само секунда да направиме промоција. Емисијата твоја оди на infomax.mk, неделен брифинг. Од сега веќе
вторник навечер во 8 часот. Денеска имаме емисија. Значи, велиме, создаваме добри граѓани, а инаку слоганот не правиме разлика. Ова е музички икони. Ја во ова радио пред неколку години беше на друга локација. И делот се викаше? Добро, не знам. Имам промовирано дел од овие 25 музички икони што се во оваа книга. Со голем кеф и задоволство, а инаку во Република и во Нова Македонија ги имам прво промовирано и сега како книга, прва ќе има уште две, као на младо момче кој знам дека рок музиката ја сака, ти самиот ми кажа, ти ја поклонувам. Благодарам. Сега, сонувачот од Александар Станковски, на секого му го давам што имам јавен контакт, бидејќи тоа е една монодрама од нашиот интелектуален гуру на отпорот, јас го нарекувам Александар Станковски. А овие три книги, Толковник, брендинг, адвертайзинг, паблик релейшн, политички комуникации и особено бренд концепти, да знаеш што Чичко Сотир работи во животот, освен во звукоплавството. Посебно ми кеф што бев ваш гостин, сега. Имам ја една лична кампања, со Бил Николов од Торонто ја водиме, ова е нашиот Гоце. Само те мол. Океј сме. Уште малце. Тука. Нашиот Гоце, македонскиот Гоце Делчев, нека го присвојува кој сака, ама Гоце Делчев таму кај што работел се подпишувал како не знам што, а секој пат работел за македонската кауза. Поздрав за Бил Николов, поздрав за сите македонски кај да се во Македонија соседството и на сите континенти, и се додека е идејата за Гоце Делчев да не се плашиме за Македонија, за името, нацијата и историјата. Ти благодарам, младо момче, што ме покани, малку ме подмлади, ми беше добро мене. Ми беше чест да разговарам со тебе ова утро, затоа што едноставно да се соочиме со она што е наша реалност на еден поинаков начин. Сотир, ти благодарам. За крај пред да кажам кој е одговорен за се ова да биде реализирано, морам да го поздравам бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски. Джамбаски има сериозен проблем затоа што неговата политичка партија очигледно ќе изгуби на наредните избори. Дури бугарите, еден од народите со најниско ниво на политичка култура на Балканот, сватија дека работите не може да се тераат со суров национализам и со омраза. Бугарија влегува во 21. век во 2021 година. 20 години подоцна од сите други. Зошто? Затоа што се уште не може и се уште не можат и полека да излезат од она што се нарекува реторика на некои други времиња. Реторика на Балканските војни, реторика на војните од 90-тите години, но ете, полека ќе излезат и за среќа на овие избори партијата на Ангел Джамбаски, која ги злоупотребува буквите ВМРО, ќе изгуби. Во Македонија имаат само 300 пријавени гласачи. Тоа најголем дел се бугари кои живеат овде, само во амбасадата имаат сигурно 50-60 луѓе. Соочен со тоа, Ангел Джамбаски почнува со фашистички зборови кон Македонија, која ќе ја делел, ќе ја преземал, а нас веројатно ќе не мачи откако ќе го направи тоа. Но Ангел Джамбаски има сериозен проблем, а тоа што овој кроток, културен и воспитан народ никогаш никому не направил репресија. Никому. Но, кога ќе се повампириме, знаеме да бидеме многу опасни, и тоа многу ми не го виделе. Нека провери историјата на собствената држава и ќе види колку премиери умреле од раката на македонец, колку министри, колку видни функционери. Зошто? Само затоа што некој таму сакал да си игра со нас. Така што, политички Ангел Джамбаски полека тргна накај селото Невратово. Ако е вистински ВМРО-вец, како што тврди, ќе свати оваа порака. 33.2021 година, реализација Радио Лидер, техничка реализација Јане Јанков, Мартина Костандинова, главен и одговорен уредник Љупчо Златев.